Во недостиг на работни места во нашата земја, младите лица се почесто избираат да работат во други држави, а неретко одлучуваат и да останат да живеат таму. Иван Штериовски од СОС Детско село вели дека дополнително вработување потешко наоѓаат младите од социјален ризик. Знаеме дека младинската невработеност во Македонија е се уште на високо ниво. Во голема мера од помалите можности за вработување, младите луѓе се насочуваат и кон миграција во други поразвиени држави. Од друга страна, на пазарот на трудот послабо се застапени младите лица во социјален ризик од повеќе категории. Тука се младите од растени без родители, родителска грижа, родители кои што се жртви на семејно насилство, самоохрани родители, млади од другите ранливи категории. Нив им треба дополнителна помош и поддршка во процесот на пристапување на пазарот на трудот. Во насока на подобрување на вработливоста на младите, многу често невладините организации спроведуваат проекти. Една сертифицирана методологија изготвена од холандска консултантска куќа која што ја користи СОС Детско село за потребите на овој проект се имплементира. Покрај во Скопје се имплементира проектот и во Тетово, во Прилеп и во Битола. Повеќе од 300 млади лица беа вклучени во овие обуки. Нашите кариерни советници дополнително ги зајакнаа и како резултат на тоа повеќе од 150 млади најдоа работен ангажман по вклучување во овој проект. Ана Марија Стаменковска, магистер по биотехнички науки, која по 18 месеци како активен барател најде работа по обуките во Сдруженијето Институт за развој на заедницата. Вели дека голем дел на младите не знаат и како да напишат биографија. Да напишеш вистинска биографија што ќе ти донесе вистинско работно место. Да се однесуваш на интервју онака како што приличи за твојот образовен профил и за работата која што ја бараш. Конкретно овој проект за мене лично значеше подобар личен развој. Преку проектот, значи преку активностите во овој проект имав можност да ги подобрам своите лични вештини и вештините кои што понатаму служат многу за унапредување на работното место. Конкретно преку индивидуалните коучинг сесии кои што беа составен дел и една основна алатка во овој проект. Коучите на вистина беа од голема помош при давање на вистина едни корисни совети како да се однесуваме на работното место, како да најдеме соодветна работа за нас и каде да ја најдем, затоа што всушност она што во овој проект беше за мене лично најзначајно, како да пронајдам работа согласно моите квалификации и каде всушност да ја барам. Од Институтот за развој на заедницата потенцираат дека мора да се креираат нови инвентивни мерки за да се задржат младите во земјава. Поддржани со финансиска поддршка, младите да ги задржиме тука, нели, да се понуди соодветна работа. Исто така мора да имаме и планирање при образованието. Имаме голем број на универзитети кои што се од областа на општествени науки, немаме од областа на машинство, електротехника и така натаму. Ако зборуваме за вештини кои што може да се научат низ процесот на неформално образование, и тука може да забележиме дека трендот е во опаѓање. Доколку нема некој од Агенција за вработување, некој грант или слично, самите млади, да речеме само иницијативно да дојдат и да побараат некоја курс или обука кај што може да се стекне со вештини, тоа многу ретко се случува. Инаку преку проектот за екнување на младите преку нови можности на национално ниво 150 млади лица нашле работа, повеќе од 80 биле практиканти, а над 90 посетиле стручни обуки и курсеви.